Здраво на сите и добро дојдовте во мојот нов влог. Јас се спремив за на работа. Сега ќе одам, но пред да одам сакам да ви раскажам за роденденската забава. Најпрвин, тортава беше прекрасна. Значи, ќе ви оставам линк од рецептот да можете да ја направите. За секоја забава вреди. Тука ми останаа некои сладки, а тука веќе спакував некои сладки за на работа да однесам, затоа што не вреди да ми стојат дома. Искрено, може би на некој ќе му се бендисаат. Таму ги ставив кифлината и другите работи што ми останаа. Искрено мислев дека ќе имаме повеќе гости, барем така планиравме, но испадна обратно, затоа ми остана некои работи. Но денес стигнува сестра ми од Македонија, па чувам и некои работи за незе и таа мора да ја проба тортата, затоа што единствен член во нашата фамилија што прави најубави торти е таа и со нејзина помош јас ја направив оваа торта. Иако не бе баш сигурна како ќе испадне, но испадна супер. Ова е стварно премногу жешко. Планирав да ги вадам цветината, но немам време. Имам само уште некои шапчиња цветина нови. Ќе ви покажам најверојатно утре. Денеска е празник, државен. Јас работам. Сите се слободни, но тоа што мора се работи. Се гледаме. Денес ја косиме тревата. Значи, конечно дојде тој ден. Поточно јас седам, Филип ја коси. Има нешто многу сонце, воопшто не ми се гледа. Следно нешто што јас треба да направам е навадам цвеќината. Сега бев на автомат, купував јајца. Фала Богу, имаме тука близко. Ја не можете да ја видите мојата кола, каде што живеам. И не морам да одам до маркет ако нешто ми притреба.
Еве како изгледа тревата косена. Само уште ово морам да го изстрижам. Сега кажав како јас да ја косев тревата. Малце се нашминкав, се дотерав, се сварив едно кафенце да се напијам и после тоа одам во град да се видам со една моја другарка, што долго време се немаме видено. Еве сега тргнувам, ќе одиме малце во град, да пијаме по некое кафе, да се прошетаме. Тука искрено времето е многу убаво и многу ми се излегува, како да кажем, кога сум слободна. Не знам што ми се случува, дали од сонце, но некако очи ми се како потечени, не знам. Како и да е, многу е жешко, климата е пушти фул, сигурно ја слушате. Сега тргнувам, па ќе видам, може би ќе ви снимам нешто. Јас се дојдов дома, сега ќе правам Нескафе, затоа што ми иди една другарка на Нескафе. Ќе седиме во двор, видовте како ги ставив столиците. Сега можам да кажам дека ми е полесно од како го искосивме дворот, затоа што толку многу ми сметаше и ми тежеше над глава. Сега можам да кажам дека со радост можам да пием Нескафе во двор. Ајде да почнеме. Правам 3 Нескафина. Тука прозорот ми е отворен, на мен мува се заплетка во мрежата, во онаа мрежа што е за комарци. И сега може слушате како брчи. Не може да излезе надвор. Шиу!
Значи, ставам по едно лајче шејкер и по 1,5 лајче Нескафе. И турам вода. Тука ми е водата. Сега уживам цвят. Видите што има фата. Тоа е тоа што се однесува до овој влог. Ви благодарам што го гледавте. Ви благодарам што сте тука, што ми ставате лајкови, коментари. Тоа мене многу ми значи. Доколку имате некоја идеја за некое видео, слободно пишете ми во коментар. Јас ќе се трудам што е можно почесто да снимам и ние се гледаме во моето следно видео. Чао!